Председателе, почитувани колеги пратеници, почитувана јавност, почитуван колега Басри Бајрами, согласувам со вас кога велите дека имаме манипулација. Манипулацијата е пред се кон оние наши сограѓани албанци кои што одлучиле да својот глас го дадат за партија која што е различна од ДУИ. Ако граѓаните албанци сметале дека ДУИ треба да има 25 пратеници, ќе гласале за ДУИ. Очигледно сметале дека Алијанса за албанците е партија која што е спротивна или опортуна од политиките на политичката партија ДУИ, и тоа е еден случај кога гласале и на крајот на паметот не им паднало дека оваа политичка партија ќе биде заедно со ДУИ во иста влада. И тоа навистина според мене е политичка перверзија, затоа што никако на оваа вода да и текне дека едноставно не е во ред да си правиш пазар со гласови кои што ти ги дале за една програма, а во собранието спроведуваш друга програма, но затоа претпоставуваме дека граѓаните ќе одлучуваат на парламентарните избори, кои што можат да ги бегаат некое време, не можат да ги бегаат цело време. Вие сте втора политичка партија која што била во коалиција со Социјалдемократскиот сојуз, која што вели дека лажат. Која што излегува за само 2,5 години од коалиција со нив, бидејќи едно е вие на говорница да имате убави реченици, убави зборови, а лагите и манипулациите кои што ги прават, многу добро си ги знаете што се случува. Барате одговори, бараме и ние, колега Бајрами, одговори. Бараме одговори 10 дена во ова собрание, 10 дена представниците во владата не недостојуваат со еден одговор. Истите оние кои што кога беа во опозиција се колнеа во транспарентност, во отчетност, во одговорност, за ништо немаат одговори. Ниту имаат одговори зашто ги извршуваат овие луѓе од министри или заменици министри, ниту имаат одговори зашто секоја втора институција е хакирана во оваа држава, ниту имаат одговори зашто ние над ова делече правниот систем, зашто има толков криминал, но само молчат и одат по онаа максима која што вели дека кучињата лаата, каравановци мине, и мислат дека овој народ ништо не гледа, ништо не следи, ништо не им памети и многу се лажат и прво ќе ги видат резултатите од тоа како на овој начин се води една непринципиелна политика во Република Македонија. Благодарам.